Благодарам, потпредседателя. Денес веќе втор ден се дискутира околу Закона за финансиска стабилност во земја со 4 официјални прогласени кризи и земја во која што оваа влада и оваа власт ни донесе национална катастрофа. Не знам дали да се фокусираме на самата дискусија околу самото законско решение, кое што во суштина треба да е во насока на хармонизирање на домашното законодавство со регулативата на Европската Унија или пак на состојбите кои што овој закон треба да ги опфати. Генерално се сведува на формирањето на комисијата, односно комитетот, кој што ќе треба да препознае, детектира, дефинира финансиска криза, финансиска стабилност и евентуални мерки по кои што треба да се постапува. И така гледано теоретски, тоа ќе биде комитет со полни раце работа во оваа држава, бидејќи состојбите воопшто не се добри. И тоа не е случајно така, и тоа има серија на причини, мерки, за жал, имиња, презимиња и функции кои што не доведаа во ваква состојба. Така да генерално, ако кажа дека ова е законско решение кое што треба да се поддржи, во кое што интервениравме со 2 амандмани и за среќа беа прифатени и беше малку подобро направено тоа првично предложеното, сепак околината во која што ова законско решение треба да функционира не е воопшто добра. Чисто неколку збора само за што опфаќа законското решение. Како што напоменавме, со предлог законот се дефинира дека финансиската криза е состојба во која што нарушувањата во еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или може да загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање, додека пак самата финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушување и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. Почнува уште од 2009 година, кога Министерството за финансии и Народната банка подпишаа меморандум за соработка за одржување на финансиска стабилност. Во 2020 година, како што знаеме, со препорака на Светската банка се премина кон подпишување на втор меморандум и до прецизирање на областа со која што стигнавме до ова законско решение. Во таа насока и директивата за макропрудентен надзор на финансискиот систем и за посвестување на одбор за системски ризик на Европската комисија. Една од самите препораки на одбора за системски ризици е макропрудентната политика да ја води една институција или тело од повеќе институции во зависност од институционалната поставеност на национално ниво, што Централната банка треба да има водечката улога. Така да, иако вака намерите хипотетички во законските решенија се добри, јас не сум сигурен дека ниту еден комитет, ниту едно ново тело или повеќе различни тела би можеле, освен превремени избори, да направат подобрување на состојбите во државата. Например, дури из ова таксативно наредени надлежности што ќе ги има комитетот, ниту едно од нив, заклучоците или препораките што ќе произлезат од работата на комитетот, немаат обврска на ниту една институција, државна или владина институција да постапуваат по истите. Што значи тие може да си работат, може да се одредуваат, може да констатираат, но како производ на тоа, владата нема никаква обврска да постапи по истите. Нешто слично како што се наоѓаме ние како опозиција овде. Упорно се укажуваат на лошите катастрофални политики на владата. Упорно секојдневно се доставуваат нови и нови докази на ништењето на институциите, на плjačкањето на народот, на грабежот на граѓаните. Се разбира дека никаков чекор, никаков потек што следи понатаму. 20 на милиарди евра се потрошени од оваа власт во овие 5, односно 6 години на владење. Кој е резултатот сега? Имаме веќе 10,5 инфлација, кумулативната можете и самите да видите. Имаме антикризни мерки за кои што Државниот завод за ревизија рече дека се нетранспарентни. Денеска имаме информација дека 88.000 наши сограѓани не земале плата. Дали можеме да продолжиме да збориме за финансиска стабилност? Дали треба да прошириме дефиницијата за финансиска криза? Дали знаеме дека имаме 7.000 затворени фирми на крајот на годината? Каде се движиме? Што ќе направиме?
Дали сме сигурни дека комитетот ќе не ги реши проблемите, особено во услов кога нивните препораки не мора и да се почитуваат од страна на власта или на институциите од системот. Имавме потрошени 300 милиони евра за струја. Струја која што доколку бевме помудри, поревностни, доколку ги испланиравме ризиците, доколку ги видовме состојбите, струја која што можевме самите ние да произведеме. Имавме предлог на буџет за кој што имавме силни аргументи дека е предимenzionиран, дека е надвор од реалноста, дека внатре има милиони и милиони евра непродуктивни трошоци, кои што може да се насочат на друга насока. Бевме негирани, рекоа дека не знаеме што збориме, дека се е под контрола, дека оваа власт е спремна 4 милиарди да ги реализира од буџетот веднаш. И што дочекавме сега? Официјални изјави кај што велиме дека има 100 милиони евра непродуктивни трошоци кои што сега ќе биле кратени. Не се 100 милиони, повеќе се. Повеќе се и времето ќе го покаже тоа. Но самиот неодговорен однос на власта кон ова прашање доволно кажува за состојбите во кои што ни се наоѓа државата. Имаме друг начин освен превремени избори да се соочиме и да направиме рез на овие состојби. 835 милиони евра дефицит. 835 милиони евра дефицит. 100 милиони евра за покривање дополнително енергетските закупи за криптовалути што копаат. Типичен пример кај што институциите, државата, органите не функционираат, а цехот го плаќаат граѓаните. И не се гледа крај на таа состојба. Секој трет тендер, денес ја слушав таа информација, токму тука од говорницата, секој трет тендер со само една понуда. Тоа меѓународно се вели наместени набавки. Секој трет. Дополнителни 12, односно 20 милиони евра во постапки со преговарање. Повторно еден во 4 очи. И не е само од овој аспект. Не може тоа да функционира како издвоени сегменти. Целокупната слика во состојбата ни е лоша. Затоа се такви оценките и за корупција, и за сиромаштија. Треба ли да кажуваме за состојбите со пазарот на трудот? За инфлацијата веќе спомнавме, можеме до раните утрински часови да продолжиме. Кои се факторите што доведоа таму? Какви мерки можеме да преземеме? Зошто не ги преземавме? Зошто не преземавме мерки кога претседателот на државата укаже за состојбите што следат? Дека ни доаѓа криза. А владата, оваа власт го преспа истиот период. Кажете ми сега, кој е таа сигурност, доколку нема обврзувачки карактер на комитетот, дека оваа власт до сега, ако не постапи ништо 5, односно 6 години, сега ќе постапи. Зошто мислиме дека ќе биде подобро? Дали изборот на криминалци за генерален секретар на влада ќе даде добар пример да состојбите понатаму? Не еден, двајца. Еден по друг. Дали, ако се лаже во официјални изјави дека 700 работници работат на една делница од автопатот која што никако не може да мрдне од мртва точка, ќе бие подобро нешто. Денес доаѓавме со колегата Джиоски на кај Скопје, не се 700, 8 на целата делница што ја спомена. 8 работници. Или пак, доколку правеле некоја показна вежба, па ете се криеле од патерниците додека ние се движиме. Па после ми скочили и продолжиле со работа. Не можеме така никаде. Тоа е алчност на власта, исполнување на нечии бизнис интереси, тоа е штета директна врз граѓаните на Македонија. Ова е национална катастрофа, од која што единствениот излез се предвремени избори. И ништо друго. Ви благодарам. Има збор претедничката Ангелинка Петкова, повелете.